Земјоделци од Струмичко-Радовишкиот регион ќе може да добијат грантови од по 300.000 денари за набавка на земјоделска опрема и материјали за примена на агроеколошки мерки. Станува збор за грантови што ги обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на проектот на UNDP за управување со сливот на реката Струмица. Според информациите од Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, целта на доделувањето грантови е да се поттикнат земјоделците за примена на соодветни мерки кои нема да го загадуваат сливното подрачје на реката Струмица во Радовишко и Струмичко со обработка на површините кои се вдолж течението на реката. Значи, се работи за спроведување на активности, да се подучат земјоделците како да спроведуваат земјоделско производство, квалитетно земјоделско производство со намалени трошоци за ѓубрива. Исто така како правилно да ја користат опремата која што ја поседуваат. А грантовите кои ќе се доделуваат ќе бидат исто така во опрема и во материјали кои што ќе бидат утврдени подоцна со стручен тим од страна на UNDP. Кои производители ќе бидат опфатени всушност со овие обуки? Од општините Радовиш и Конча ќе бидат опфатени земјоделските производители на слива, круша и јаболка, значи, а од Струмичкиот микрорегион производителите на домати и пиперки на отворено и затворено. Значи, сето тоа има за цел да се подигне квалитетот на земјоделското производство преку контролирана употреба на пестициди и ѓубрива. Според проекциите, во Радовишко грантови ќе бидат доделени на производители на сливи, јаболка и круши, додека во Струмичко пари за набавка на опрема и материјали ќе бидат доделени на раноградинари кои произведуваат домати и пиперки. Земјоделците најпрво ќе треба да поминат обука до ноември годинава, пошто Швајцарската агенција ќе ги додели грантовите.